Почитувани, ве поздравувам, посакувам добро утро и ве поканувам да останете со нас во продолжение да го проследите разговорот кој што ќе го имам со доктор Симона Ристовска, која што е специјалист по физикална медицина и рехабилитација. Зборуваме на многу важна тема, па затоа останете со нас во продолжение да го проследите разговорот со мојата соговорничка. Ќе зборуваме за апликација на медикаменти во зглобовите. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Така и како што спомнав, денеска ќе зборуваме на вистина на една убава интересна тема која што е актуелна во изминатиот период во однос на сите оние медикаменти кои што може да се аплицираат во зглобовите. Па за што станува збор? Какви се тие медикаменти? За која возраст? При какви состојби? Пред се да кажеме дека една од најчестите состојби каде што ние аплицираме медикаменти во зглобот е остеоартрозата или народски кажано дека зглобот се намалува рскавицата и доаѓа до оштетување на зглобот. Остеоартрозата претежно се јавува повеќе кај повозрасни пациенти, но за жал има и кај млади пациенти, посебно што се физички активни, што спортуваат и доаѓа до повреда на некоја тетива, на некој лигамент, дури имаме и состојби на оштетување на рскавицата кај некои спортисти кои прекумерно ги употребуваат зглобовите. Едни од најчестите се пациентите кои трчаат маратони, многу често поради стресот од трчањето има оштетување на самата рскавица и кај тие пациенти можеме да примениме дел од тие апликации, односно под дејство на ултразвук со ехоапарат се внесува медикаментот точно на местото каде што сакаме. Сега, во врска со медикаментите имаме различни видови медикаменти. Апелирам пациентите да не си мислат дека они се индицирани, дека мора задолжително да примат, да не се купуваат инекции самостојно по аптеките, туку пред се треба да се направи преглед кај доктор специјалист и он да одреди по каков начин пациентот ќе се лекува, дали ќе се лекува со таблетарна терапија, со физикална терапија или со такви видови на инекции. После направениот преглед, ако видиме дека има потреба, се прави ехо, диагностика во ПЗУ превентива 99 во нашата ординација, од која ќе се направи ехо ако да речеме пациентот има циста, излив во зглобот, етичност во зглобот, под дејство на ехо се прави пункција, се вади таа вода што се нарекува народски и се аплицираат некои медикаменти како кортикостероиди за да се намали воспалението. Меѓутоа многу често кога нема воспаление, ние аплицираме хиалуронски инекции. Тие хиалуронски инекции прават еден вид филм и го намалуваат оштетувањето на зглобот и имаме различни типови на инекции според различната маса на хиалуронот, што некои траат 3 месеци, некои траат 6 месеци, а некои траат и до година дена. Имаме комбинација, например, PRP, чист PRP, односно тоа е плазма што се зема преку крвта, се преработува и се внесува во самиот зглоб за регенерација на рскавицата и подобрување на болките и состојбата на пациентот, подобрување на движењето во зглобот, на мобилноста, како зглобот може да се движи и на болките, најчесто тоа се болки са бајле или пациентите не можат да се качат по скали, да слезат надоле и им го подобрува квалитетот, а исто има и инекција, комбинација од хиалурон со PRP, каде што во исто време може да се добие ефектот и од едно и од другото. Овие медикаменти ја спречуваат ли или на некој начин ги спасуваат ли пациентите да не прават операција, туку да поминат, да речеме, со апликација на вакви медикаменти и ете да си помогнат? Многу е важно да кажеме дека многу зависи од степенот на оштетување кај остеоартрозата, дека имаме ние пациенти во 4-ти степен веќе се индицирани за операција. Многу е поубаво да се започне порано кога ќе видиме пациентот дека има се уште 50% од рскавицата, пред 50% да има оштетување на рскавицата, тогаш може да дојде до апликација за да не настане дополнително оштетување и да го зачуваме тој зглоб и да го продолжиме животот на тој зглоб, односно да не дојде до тотална ендопротеза на колено или на колк во зависност. И исто така да кажеме дека не е само коленото, пошто најчесто пациентите слушнале дека може да се аплицира кај колено, меѓутоа може да се аплицира кај колено, може да се аплицира во колк, може да се аплицира во секој зглоб, значи збориме и во рамото може да се аплицира,
дури во скочниот зглоб, па може да се направи апликација и во самата шака во тие мали зглобчиња, бидејќи на секое место каде што имаме зглоб може да настане старење на тој зглоб. Дури на вилицата исто може да настане старење на зглобот. И после тоа колку пати треба да се доаѓајте на тие некои контроли или дополнително нешто кое што треба да се прави како физикална терапија? Многу често знае на пациентот да ги користиме и двете ефекти, и ефектот на инекцијата и ефектот на физикалната, за да се подобри траењето на инекцијата, односно после апликацијата на некој медикамент чекаме 1 месец и правиме физикална терапија. Во ПЗУ Превентива 99 имаме голем број на терапии, имаме класичната физикална терапија, имаме супериндуктивен магнет-текар терапија што навистина помага кај тие остеоартрози, и во комбинација и со вежби пациентите може да добијат подолго трајање, односно да не се мисли дека еднашка се започели со боцкање, дека треба цел живот да се боцкаат, може и еднократно да се стави кај некоја состојба и потоа пациентот повеќе да нема проблеми, посебно ако имаме некој оштетување на тетивите, некогаш кај кинење исто на тетивите се става внатре во самата тетива PRP за да се заздрави тетивата заедно во комбинација со дел од физикалните модалитети, например текар терапија или шоквейв терапија, и пациентот повеќе да нема реапликација, односно да не мора дека еднашка кога ќе започне, дека цел живот пациентот би требал да прима веќе тие инекции. Ви благодарам, доктор Симона, што еве ова утро ги споделивте овие корисни информации. Ви посакувам успешна работа, да се гледаме за убави работи. Почитувани, верувам дека уживавте во нашиот разговор, сите она како информација која што го сподели доктор Симона. Останете понатаму со Здрава Македонија, продолжуваме.